Дали може да ни кажете што се случуваше вчера тука, колку поплавата зафати од овој простор? Околу 15 часот известен сум дека околу 300 квадрати земјиште околу ова дворно место, овдека живеат 10 члано семејство. 10 члано семејство, околу 500 квадрати е потонато од подкопување од Маркова река. Маркова река е надојдена во овој предел овде и подкопано е оваа земјиште и куќата скроз навалена на долната страна. Овде живеат 10 члено семејство, 8 деца и татко и мајка. Така да синоќа ја проведоа целата ноќ надвор, немале каде да спијат. И затоа се молиме на град Скопје и на сите институции да реагираат, макар денеска да им донесат некој континер каде би можеле да живеат, додека не им се изгради куќа или на некое друго место да им се направи куќа да може да живеат. Пак се мали 8 деца. Вчера дојде да ви помогне во текот на ноќта да се справите со поплавата? Да, па помагаа сите, помагаа. Дојдоа и од општината Студеничани, и дојдоа целиот народ дојде. И од Драчево доаѓаат, од сегде дојдоа да помогат. И претежно од Батинци машини, луѓето кои имаат машини и камиони дојдоа со машини и со камиони да помогнат. Кажете што точно се случуваше вчера, колку материјална штета е предизвикана од поплавата? Да, би можел да ви кажам, бидејќи јас овдека, како што може да видите, јас дојдов во многу последен момент, кога веќе се беше поплавено овдека. Значи, мучињата ми беа доле у куќава, значи, едва ги извадивме од оздола. Ова беше све овдека поплавено, значи, има коритото од озгора има излезено, значи, водата комплетно надоле. Значи, никој нема тоа да дојде овдека да го санира. Значи, ако сами со селото, ако не се собереме сами да го санираме, општината не доаѓа тоа да го санира. Значи, синојка огромна вода овдека беше, можете да видите како било. Ова сега веќе нема. Значи, ова веќе вчера пливаше се у вода, никој уште синојка јас телевизија се бара доја да видат што се дешава и како се дешава, никој немаше. И организирав приватна машина од фирмата да дојде да организира, да пушти за да можам децава да ги извадам од куќата од оздола. Значи ова беше се овдека хаус. Нивата, значи се, ова овдека почнавме и да сеем и све уништено, значи. И нема кој да дојде на време тоа да го санира. Коритото исто не го санируваат, како што зборев преска, значи никој не доаѓа ова да го санира. Ако не го санираме фамилиарно ние сами, никој тоа не може да го санира. Општината вика сега дека они ќе го санираат, они ќе направат, они све ни ветуваат, а на крај немаме ништо. Ако сами не си средиме, никој не доаѓа. Дали ова се случило и претходно и дека колку конкретно ја гледате вината за ова? Вака се случило исто како што врнеше претходниот дожд, исто си има случено вака. Иста ваква ситуација. Значи исто од истото место има пробиено овдека, среќа не беа други и комшии поништени, ние пак бевме овдека, комплетно беше целосно вода. И ние не викавме телевизија, не викавме никој, сами го саниравме тоа. А да викавме пак ќе ви зошто се општината тогаш пак исто не се појави. Не се појави од нигде до никоја страна, така да пак мораме сами да го санираме. Пошто ние очекуваме после сето ова пак мораме сами. И веќе ние не спиеме што се вика рад за да можеме да видиме дали ќе биде тоа средено или нема да биде средено. Значи пак мораме ние да средиме. Значи синојка, цела ноќ не се спиеше, не дека ова средихме ние, не е средено. Значи мораме да санираме. Значи комши, луѓе, све што има околу нас овдека, они тоа ќе ни помогне да го санираме. Општината ја нема нигде. Значи општината е пропадната вода. Моментално сега имаме, ќе биде сега гласање ово, они секи ни ветат. Со години не ветуваат, ние пак се мачиме. Со нашето пак се мачиме. Има горе полошо, значи јас сум пак добро, има уште полошо луѓе горе што имаат наштетено све. Имате ли информација колкава е штетата? Па не можеме да имаме информација колкава е штетата, бидејќи водата тек сега се има повлечено, бидејќи огромна вода овдека беше, имаше премно доле велосипеди од децава, од дрва, што е све, тоа е све повлечено од вода и тргнато. Значи куќата до овдека ми беа све ова беше у вода. Така да не знаеме колку е што и како е, не можеме да процениме ништо. Како што вика преска, ова не може да се плати. Ова треба да се направи. Дај да направиме. Они сакаат да направат у последен момент. Не може сега да се направи. Значи сега откако ќе дојдеме сите, они сакаат све да направат. Па не може сега да се направи. Сега е веќе доцна. Значи треба да направат на време. Они сакаат да направат, ама не може да направат. Ние вчера бевме тука, ама у 2 сата. Прво беше од 11-12 сата врнеш.
и почнал да се пушти реката. Ние мислевме нема да има ништо. После од 3 сата ние ставивме да се спиеме со деца. И кога гледам, имаше тука моглу вода идеше. Од таму поплавеше, баѓер имаше и кога гледам паднало ваја. Искочев со деца надвор. Бегав цело ног надвор спиев со деца. Нема кај да идам. Најдете никој стрес, не може вака. Нема кај да идам со моите деца јас. Да спијам. Нема, улица ќе седам тука. Ќе се разболат. Видете, најдете никој стрес. Никој станли, никој барака, што било, нема кај да идам. Треба тука, еве ќе врне овие денови нон-стоп. Треба надвор тука да седам. Немам спиење од вчера, децата, никој не спиевме. Ни јаделе, ни пиевме ништо. Ако може вие да правите ништо, да решите, најдете никој стрес, не може ние вака да живееме. Значи бараката е готова вишема. Се плашиме да влеземе унатре. Све јадењето што имаме работи тие заедно, све унатре нема. Се готкај да земам да јадам унатре и не може ни да спијам унатре. Се плашам, све пукано е, све готово е, вишем ќе падне оваа цела. Нема како да живеам. Ако може да помогнете, видите ништо, аман ви се молам. Нема кај да идам со моите деца. Секој надојдување од врдење од Ошми имаме вака и проблеми овде, а од институции немаме поддршка ни една, нити од општина Студеничани, нити од државни. Еве синоќа се јавиме околу 19 часот у кризниот штаб на 112. Они пристигнаа синоќа околу 23 и нешто, дојдоа и без опрема, без ништо, во 01 часот дојдоа со мотори неисправни, ние да ги монтираме. Среќа тука што се организираме ние со пумпи, со ово, со она, и почна вода да влага, песок, вреки тоа. Среќа што бевме ние маже, 2 жени беа, ако не бевме ние, катастрофа ќе им беше. И се исплаша и тоа. Секоја надојдување на Маркова река, ми имаме мака и проблеми, евете и мостот, синоќа дојде полиција го забранија за движење, нити можеме надоле, и надоле се изли све, мака да се ичисти корито, немаме ни од општина, а барат придонеси, еве ти овде вода се иде, и од згора секој дожд, кај мене вода у дворот ми доаѓа, зашто од улица доаѓа. Никој не интервенира, а барат даноци да плаќаме за имоти, за куќа, за све, а никој ништо немаме добиено до сега. Колку материјална штета имаш? Па не знам, овде сега натре уште не сум легол од синоќа, јас у 3 сат отидов да легнем да спијам. Од 3 ти сега станав, натре уште не сум легол, еве полиција има натре, ако не бевме ова, че имаше повише материјална штета. Среќа и кола што им беше доле извадиме све на време. И кај комшиеве таму има подруми. Еве кај мене едно 5 сантима, јас сум овде, има у подрум доле вода, ама тоа е од подземја вода влезена и тоа не е критично. Али овде и есенеска исто имаше ваков проблем. Ако не дојдоа синоќа со машинава да ископат малце да направиме, катастрофа ќе беше. Значи, треба малце да се заложат институциите, општини, значи барат да плаќаме даноци, барат све, а немаме никако. Еве ти канализација немаме, сами имаме. Дали у 21 век срамота ми е канализација во Маркова река ни. Да загадуваме, ја тргам, значи не е убаво прва, ама немаме каде. Немаме каде. Пропусти има овде, тоа се све затворени од наши мештани, не е ова. Тоа општина треба да реагира, тие пропусти да се отворат, за да не имаме мака и проблеми понатака. Дали може да ни кажете колкава штета придонесе вчерашната поплава на реката? Има направено штета, синоќа беше ужасна ситуацијата. Маркова река имаше многу нанос на голема количина на водата и на неколку места има прелевање на реката и влезе на куќите што се покрај реката и во дворовите и во неколку куќи. Според информациите што ги имаме од теренот, некаде околу 10 куќи се поплавени. За среќа немаме поголеми штети и жртви во луѓе. Тоа е најдобрата работа што се случи од оваа елементарна непогода.
Од почеток како општина се обидивме со наши сили, ги ангажиравме сите градежни фирми со механизации да го спречиме прелевањето на реката и до некаде успеавме да го стабилизираме. Сега за среќа се намали количината на вода и падна доста нивото на водата во споредба што имаше од синочешните врнежи. Сега за сега во синочешните доцни часови го стопиравме овој првиот влез мост што е за село Батинци, тоа што и со полицијата и со граѓаните ни се чинеше дека едната страна како да пропаднало малку. Од сега на лице место беше професорот Михаил Гаревски, врвен експерт за вакви работи. Направивме една проценка и според неговите информации нема оштетување од синочешните наноси на вода. Има некои пукнатини, меѓутоа според него се пред 10 години. Сега за сега он ни рече дека слободно можеме да го пуштиме во употреба и понатака кога ќе се намалат количината на водата, ќе направиме уште една детална проценка на мостот и според него ќе треба некои помали санации да се направат на мостот. Значи сега овој мост ќе се пушти? Да, според него веднаш ќе го пуштиме во употреба и за среќа, кажав, во цела ова елементарна непогода нема поголеми штети. Сега во цело време сме во контакт со Центарот за управување со кризи, со Дирекција за заштита и спасување. Имавме понуда и одма од градоначалникот на Кисела вода, кој што меѓу првите се појави и на терен заедно со него ни понуди и од негова страна помош. Сега ќе превземаме некоја акција за да го прочистиме наносот што го донесе водата. Понатака ќе видиме некое по-долготрајно решение да бараме помош и од владата. А што би значило по-долготрајно решение? Па мора некаков поголем проект да правиме. Целата ова потек што е од почеток на село Батинци до крај, да направиме проект за да се уреди речно корито и за трајно решение да се бара и да немаме секогаш кога ќе врне да имаме страв дека ќе се прелева пак Маркова река. И нормално граѓаните треба да бидат повнимателни, да не навлегуваат во речното корито, да не фрлат ѓубре во ова, тоа што ова река знае од време на време да доаѓа вака и да ни направи поголема штета.